Одиме и со следната тема, за која што накратко ќе поразговараме, бидејќи денеска се одбележува светскиот ден на остеопорозата, 20 октомври, малку повеќе за и околу болеста од која што патат многу наши сограѓани, за жал. Како предизвика коските да станат слаби, кревки, лесно кршливи, некаква заштита, дали има и сето она што е поврзано со оваа појава. Бисера, добро утро и повели. Токму така, добро утро, Роберт, до тебе во студиото. Добро утро и до сите наши гледачи кои редовно се будат со темите на Здраво Македонија. Да, токму така во живо се јавувам да слушнам малку повеќе за светскиот ден на остеопорозата, односно за оваа болест на коските. Доктор Маја Каличанин Марковска со мене во утро, специјалист по ортопедија. Имаме многу што да кажеме за остеопорозата, но бидејќи имаме кратко време, се она што е важно ќе го патиме ова утро. Добро утро. Добро утро до сите гледачи кои не следат ова утро. Да, денеска 20 октомври се обележува како светски ден за борба против остеопорозата. Тука сме за да ја подигнеме свесноста за оваа состојба, системска болест на коскеното ткиво, која што се карактеризира со губење на коскената маса и следствено води кон зголемување на ризик за настанување на скршеница. Се смета дека над 50 години, значи многу често е во менопаузата или андропаузата, значи дека над 50 години кај маж или кај секоја трета жена или секој пети маж ќе настане остеопоротична скршеница. Што се појавува таа остеопоротична скршеница? Да, токму заради ова што кажавме, значи се губи заради низа причини, се губи нивото на коскената маса, се нарушува микроархитектониката на коскеното ткиво, ја губи еластичноста коската и при мала траума, по мала од вообичаена што би требало да настане скршеница, значи ке луѓето со остеопороза се јавува, значи настанува скршеница на некој дел од коските. Најчесто тоа е на пршлените на рбетниот столб, на колковите или на подлактицата над рачниот зглоб. Може ли да се спречи појавата на остеопороза, односно пред време да се превенира? Така, може да се работи многу на превенцијата со начинот на исхрана, со доволно внесување на Д витамин, изложување, да кажам, на сонце, со физичка активност, со диететски режим, со држање под контрола на одредени состојби, затоа што меѓу другото падот на хормоните во менопаузата, односно андропаузата, доведува до дисбаланс на ткивото на коската. Луѓе кои што примаат долготрајна терапија, кортикотерапија повеќе од 3 месеци континуирано над одредена доза, неактивни мобилизирани пациенти, антиепилептици, антикоагуланси, така имаме малабсорбциони синдроми, проблеми со ресорбција на храна на ниво на желудник, на тенко дебело црево. Сите тие состојби може да доведат до остеопороза, меѓутоа основна, да кажам, и прва секогаш ја кажуваме менопаузата. Така, штом се дојде менопауза, убаво е да се направи еден превентивен преглед. Дали? Да, дека 3 до 5 години, извинете, значи 3 до 5 години од влез во менопаузата се појавуваат некакви симптоми за остеопороза. За жал, значи остеопорозата нема симптоми на почетокот. Првиот симптом најчесто е скршеница. Токму тоа ќе вапоша. Така, да, и затоа превенцијата ни е многу битна. Значи во тој период, 3 до 5 години, од влез во менопаузата да се направи златен стандард е дензитометрија, значи мерење на коскената густина и една лабораторија преку кој што параметри ние понатаму ќе си го советуваме пациентот, дали ќе биде само диететски режим и физичка активност, дали мал внес на калциум, Д витамин, или ако е веќе влезен во остеопороза, понатаму соодветна терапија. Значи не сакаме да ги превенираме скршениците. Еве и тој податок да го кажам, дека, значи, последните податоци кажуваат дека повеќе жени умираат од последици и компликации од скршен колк, отколку од карцином на дојка. За жал, да кажам. Може ли да биде наследно остеопорозата? Има наследност во тоа, во одредена мера, меѓутоа ние во анамнезата секако си прашуваме дали мајка, татко имале скршен кол, тетка, сестра и така натаму. Меѓутоа има и предиспозиции, значи еве начинот на живот, седечки начин на живот, неактивност, лоша исхрана. Прво исто така советуваме бројот на кафиња и на газирани пијалоци значи да се исфрли. Од типот засладени, значи пијалоци и газирани, Кока-кола, Фанта, Спрайт и така натаму. Ти имаат аортофос
фосфорна киселина која што е крадец на калциумот од коските. Така да, значи, во тој дел треба да се води сметка. Ова го зборувате пред да се појави остеопорозата или кога веќе имаме како болест? Пред да се појави остеопорозата, значи уште во детството е битно да се има физичка активност и исхрана. Затоа што коскената маса расте до одредена возраст, 25-30 години, се одржува и потоа после менопаузата паѓа нивото на коскената густина и тогаш ризикот од пат и скршеници се зголемува. Значи исто така треба да се превентивно работи на санирање на состојби кои што ги има пациентот. Значи да се превенираат сите ситуации кои што би довеле до пат. Значи видот да се коригира, слухот да се коригира, удобни обувки, да се избегнуваат значи подови лизгави кои што би дова скали, безбедни, да се ракохват. Значи повозрастните да не се срама да употребат и бастум кога е тоа потребно. Значи такви некои практични совети исто така се мали, но добро дојдени. Да, ќе ве прашав само за крај совети, меѓутоа веќе вие ги набројавте, ги кажавте, исхраната, исто така рековте на почетокот, физичката. Исхраната во смисол, значи да се исфрлат овие непотребни работи, кафиња, газирани пијалоци, премногу масна и блага храна. Значи калциум доволен внес, не мора преку чисто млеко, јогурт, кефир, козјо сирење, јаткасти плодови, житарки, зелени зеленчуци и лиснати се многу добра храна и за превенција на остеопорозата. Благодарам доктор Марковска за одвоеното време и на овој начин го одбележуваме Светскиот ден на остеопорозата. Ви благодарам и вам. Гледачи, слушнавме малку повеќе за болеста на коските, односно остеопороза. Како што кажавме, го одбележавме на овој начин Светскиот ден. Искористете ги советите од доктор Марковска, а како што кажи на почетокот, оние жени кои што веќе влегуваат во менопаузата, нека направат еден превентивен преглед за да колку толку да се спречи. Останете со канал 5 и Здраво Македонија, ќе се вратиме кај Роберт, да слушнаме кои гости се следни и што е она што ќе го видат гледачите за ова петочко издание. Да, мислам да ти благодарам. Поздрав од тебе и до доктор Марковска. Јасно, чисто, прецизно објасни што е остеопорозата, но многу повеќе за нешто не засега сите, како да не дојде до неа и како да го чуваме нашето здраве и посебно да се чуваме од остеопороза.